на крајот од својот мандат директор на музеј галеријата, денеска Петре Камчевски во улога на промотор на изложбата Музеј галерија Кавадарци, театарот во Кавадарци низ фотографии, говореше за ова значајно остварување за презентација на фотографии фотографирани во текот на работата на аматерскиот театар при Домот на културата. Камчев при отворањето на својата последна изложба пред пензионирањето зборуваше за значењето на театарскиот живот, почетоците на првите театарски скечови кои беа прикажани во Кавадарци уште во 30-тите години. Се работи за културен настан кој го организира градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, музеј галеријата, а на денешното отварање беа присутни голем број на заинтересирани, главно актери од кавадаречкиот театар некогашни, но и сегашни. За значењето на ова изложба на фотографии говореа Марија Михова, директорот Петре Камчевски и професионалниот фотограф Тони Коцев. Изложбата е насловена Театарот во Кавадарци низ фотографии, а датира од 50-тите години на минатиот век. Значи на 100 фотографии се изложени нивниот театарски живот. Почнувајќи од 1956, па фотографијата е последна овде од 2009 година. Повеќе за самата изложба ќе говори директорот на Музеј галерија, господин Петре Камчевски, како и господин Тони Коцев, професионален фотограф, кој веќе 10 години ја следи работата во театарот со своји документирања фотографски и преку видео запис. Само да кажам дека ова е моја последна изложба, што би ја отворил како професионално вработен во театарот. Се надевам дека колегите нема да ме забрават во иднина, сигурно дека на нивни позив ќе дојдам повторно. Нели кажа и колешката дека оваа изложба е за малку ќе бидеше по повод 100 години од почетоците на театарската дејност во Кавадарци. Значи, почетоците на театарската активност во Кавадарци се од 1919 година, кога директорот на гимназијата Ѓорѓе Константинов започнал да организира кратки пиеси етночинки, сепак за прва пиеса која била подготвена од учениците на нижата гимназија во Кавадарци била Зла жена од Јован Стерија Поповиќ во 1925 година во главните улоги на Александар Линин, Ристо Поп Стефанов и Апостол Апостолов. Првата пак целовечерна представа која била изведена во Кавадарци била Колјо и Невенка, во која учествувале Стефана Попкоцева, Љубица Мицич, Таска Казанџиева и Славчо Темков. Представата имала голем успех и доживеала неколку изведби. Со изградбата на кафеаната Балкан во 1928 година биле создадени подобри услови за изведба на театарски представи и во тој период биле организирани представите Цар Чиро, Агата од Рибника, Кнез Иво од Самберија, Зла жена и други, сите во режија на Славчо Темков. Моште значајна улога во популаризација на театарската уметност одиграле патувачките театри во тоа време на Диме Трајковски и Петре Павличко во периодот помеѓу двете светски војни. Првата пак театарска представа во Кавадарци била изведена во 1936 година, била представата Слугата Јерни неговото право во главни улоги на Милан Даскалов и Димката Ангелов Габерот. Само имала неколку успешни представи, пошто била забранита од тогашните власти. Веднаш по ослободувањето на Кавадарци била формирана така наречена театрална група, која сочинувале Милан Даскалов, Лазар Глазданов, Илија Каровски, Лена Миткова, Илчо Бањански, Коце Каров, Александар Грков, Диме Толовски и други. Во тој период се подготвени пиесите Ѓорѓи Магаревски, Хитлерова агонија, Сонцето од исток. Овие представи били изведувани и во селата Шешково, Бохола, Крњево, Чемерско, Радња, Горно и Долно Бошево, Конопиште и така натаму. До 1925 година била забележлива активноста на Илчо Бањански како организатор на представите Пат околу светот, Ивкова слава и други. Во 1952 година бил изграден задружниот дом со голема киносала во која театарот добил своји простории. Во 1961 година во театарот е примен Васо Ангелов, веќе афирмиран аматер во театарот, а нешто подосна Блажо Николовски, Данчо Бањански, Александар Видиков, Милица Димова како артисти. Во тој период се дадени представите Чорбаджи Теодос, Семеен Круг, Народен пратеник, Печалбари, Бумеранг и други. Во 1974 година во аматерскиот театар во Кавадарци доаѓа Блаже Славев, дипломиран театарски режисер, со што театарот во Кавадарци веќе добија професионален однос кон работата
и улогите на секој актер. Во наредниот период во театарот се вработуваат Мино Стојанов, ликовен уметник, сценограф, Александар Малинков, дипломиран актер, Андријана Сапунџиева, Светлана Јанкулова, Виолета Јосифова, Милица Гочева, а тука и Верка Коцева, суфлер и гардеробер, со што се заокружува бројот на вработени актери во аматерскиот театар во Кавадарци. Во период од 14 години се подготвени и одиграни 44 драмски текстови, со што нашиот театар учествува на бројни фестивали широм републиката и надвор од неа. Театарот во Кавадарци не би бил она што е без присуството и на Ѓорѓи Делов, Петар Наневски, Виолета Јосифова, Јордан Стојанов, Трајче Тодоров, Џоко Тодоров, Светлана Јанкулова, Бранко Филипов, Верка Тасева, Верка Плетварска, Адријана Сепунџиева, Ангел Тотов, Блаже Тодоров, Љупчо Настов, Маријан Шошев, Диме Коцевски, кој денеска е професионален актер и уште многу други. Од директорите кои оставиле свој белег во работата на театарот ќе ги споменеме Илија Каровски, Ристо Бандев, Илија Неделков, Блаже Славев, Богдан Јованов и Владимир Темков. Со својата активност и во минатото и во денес, аматерскиот театар во Кавадарци дава голем придонес за популаризација на театарската уметност и голем придонес во севкупното културно живење во Кавадарци. Јас можам да зборувам од аспект на театарски фотограф. Имав еден ментор кој што порано практикуваше на отварањето на изложбите да каже дека настаните не се случиле тогаш кога се случиле, ами тогаш кога е забележано дека се случиле. И оваа изложба на фотографија е баш тоа, на театарска фотографија, значи еден своевиден документ на долгогодишната успешна и плодна работа на Кавадаречкиот театар. Да се биде театарски фотограф е посебна возбуда, значи да се биде на сцена, а да не си дел од сцената, да се почувствува таа магија на даските што живот значат, да се долови моментот, да се долови флуидот кој што струи меѓу актерите. Значи треба да се биде и документарист, меѓутоа и да се вложи и да се биде креативен доста. Не би имал нешто посебно да кажам, него сакам да кажам дел од животот на театрот, кој што имаше доста згоди и незгоди. Една анекдота можам да ја наречам така, сакам да ви ја раскажам. Тоа ја спремавме представата Гробници крај Вардар во режија на Блаже Славев. Сега, во еден момент на сцената, кога тоа се работи за убиството и смртта на Мирче Ацев и Страшо Пинџур. Во моментот кога е измачуван Мирче Ацев, тоа се затемни салата и само се осветли трепкач светло и со успорени движења на полицаецот и на Мирче Ацев се доби една многу добра слика, што публиката беше вчуденевидена и едноставно немаше здив. Ни се слушаше мува да трепне, да крилата да ги трепне, се слуша. И во моментот кога се престана таа слика, се појави сцената повторно цела и јас го играв Јорданов, тоа е командир од полициски бугарски, а Блажо Славев началникот Цанков. И со чекори така здрави одам и му викам на господинот Цанков: господине Цанков, Мирче Ацев е мртов. Мртва тишина и одеднаш од салата се слушна: ох, крвта да ти е бугарска. И тоа беше многу чудно што публиката не изреагира, него еден молк од 3 секунди и наеднаш грмогласен аплауз и публиката стана. Тоа беше толку јака емоција и меѓу публиката и меѓу актерите, што стварно беше многу добро да се види.